на Сител, добро вечер. Јас сум Славе Царсов, ова се настаните на денот. А Бонго Обама утре доаѓа во Скопје. Најстариот брат на американскиот претседател ке прими награда за мир. Македонци ограбени додека летувале во Грција. Поп звездата Аделина Тахири заврши со оштетен автомобил. Нема одговор од грчкото МВР за над 50 инциденти во кои настрадаа македонски туристи. Осуденик за убиство и двајца други затвореници побегнаа од Идризово. Полицијата ги бара со потерница. Возило на брзата помош се судри со автомобил кај Битпазар. Две жени завршија на ургентен. Обвинителството покрена обвинение за Паско Кузман. Законите за медиуми на јавна расправа, меѓународните представници едногласни, закон треба да има. Норвешкиот премиер им платил на дел од патниците да се возат во неговото такси. Обама утре доаѓа во Скопје, но не американскиот претседател, туку неговиот најстар брат, Абонго Малик Обама, кој е претседател на фондацијата Барак Х. Обама, која го носи името на нивниот татко. Обама во Скопје во име на фондацијата ќе ја прими наградата за мир која ќе му биде доделена од Балканскиот клуб на мирот. По церемонијата која е закажана за во четврток, Балканскиот клуб во придружба на Малик Обама ќе оди во мировна мисија низ балканските земји. За посетата на Обама на Скопје во дневникот разговараме со организаторите. Добро вечер за господинот Ставре Джиков, организатор и координатор на овој проект и за посетата на Малик Обама на Скопје. Господине Джиков, најпрво, кој е значењето на оваа посета за Македонија? Па најнапред ви благодарам на поканата. Сметам дека ова е исклучителен настан да известиме јавноста дека тоа е во рамките на целите на организацијата, на меѓународната организација Балкан клуб за мир, каде што претседател е господинот Осмо Ватреш, секретар е господинот Благој Кулев, менаџер е господинот Наке Дацев. Сметам дека тоа се од македонска страна, како што реков, ова организација од меѓународен карактер, така што имаме ние во оваа организација Срби, Хрвати, Бошњаци, претседателот ни е Бошњак, Осмо Ватреш и така натака. Сметам дека со доаѓањето на господинот Малик Обама, постариот брат, како што најавивте, на претседателот на САД, господинот Барак Обама, сакаме да дадиме до едно хумано, човечко и миролюбие на Балканот. Сметам со тоа практично остваруваме една миролюбива функција и порака во регионот на Балканот и на балканските држави и на сите граѓани и во Република Македонија и во соседството. Се работи за најстариот брат на американскиот претседател. Каков протокол е предвиден за неговата посета? Бидејќи сме невладина организација, ние самите си го составивме протоколот, така што сметам дека освен оно што е службено, нели, преку Министерството за надворешни работи, Министерството за внатрешни работи, известување, се оние што ќе си преземи мерки соодветните министерства, ние направивме своја агенда и протокол, така што господинот Малик Обама утре вечер ќе слета на аеродромот Александар Велики, негде околу 19 часот, ќе преспие и наредниот ден, четврток, веќе имаме програма каде што ќе бидеме активни низ целиот ден со нашиот почитуван и сакан гостин, господинот Малик Обама. А тоа ќе биде посетата на куќата на мајка Тереза во 11 часот, во 12 часот ќе биде посетата на Холокаустот и 12:30 ќе биде посетата на музеот, нели, на борбата за осамостојување на Македонија, на жртвите од комунизмот и така натака. Тоа е првиот дел, но покрај ова, да речам, посети и запознавање на градот, на историјата на македонскиот народ, исто така негде во 16 часот во хотелот Александра Палас ќе се одржи главната манифестација и почит кон нашиот гостин Малик Обама, со тоа што ќе му се врачи повелба на мирот од страна на нашиот претседател господинот Осмо Ватреш. Сметам дека со тоа ќе се направи, како што реков, еден хуман гест во рамките на тоа дека оваа фондација која води господинот Малик Обама, која фондација, како што рековте, е фондација на нивниот татко Хусеин, сакаме да ја удостоиме и практично имало селективен пристап во нашата организација по однос на рангирање кои се тие организации, луѓе кои можат да добијат вакви пофалници и вакви средби да имаме со такви личности. Тоа се личности кои сметаме даваат мир во светот, даваат прогрес во светот, така што ова е втора
пофалница или повелба за мир. Првата повелба беше дадена 2011 година на градот Скопје. Така што нас ни е и драго и чест што неговата турнеја на Балканот почнува со Република Македонија, почнува со Скопје и почнува преку клубот Балкански клуб на мирот. Воедно да кажам, покрај оваа агенда, вечерта господинот Малик Обама со нас заминува за Гостивар, некаде 19:30 часот, каде што ќе биде примен во Гостивар од страна на градоначалникот и ќе ги посети и црквата и џамијата и на крај ќе има вечер кај нашите членови. Тоа се двајца бизнисмени кои се за почити треба да се споменат. Едниот е Агрон Шабани, а другиот е Хот Талјан. Така сметам дека тој цел ден, иако ќе биде напорен, но ќе биде исполнет со многу настани, а како што реков, централен настан ќе биде давањето на повелбата на мирот на господинот Малик Обама, каде што петок ќе замени за Косово, па Црна Гора, Босна и Херцеговина и на крај неговата турнеја ќе заврши во Турција. Господине Джиков, ви благодарам за гостувањето во вестите. Неповратните стамбени субвенции ќе ја раздвижат продажбата на станови и куќи ова есен, велат градежниците. Бизнис вестите се под дневникот. Поп-звездата од Македонија Аделина Тахири викендов настрадала од грчките насилници кои оштетуваат македонски возила. Вели дека иако цел живот летува во Грција, каде има и вила, првпат годинава почувствувала како политиката ги нарушува односите меѓу граѓаните. Денеска се пријавени и 3 нови случаи на оштетување на македонски возила. Од грчката полиција нема одговор дали е постапено по барем еден од нив. Иван Кузмановски со деталите. Црвен спреј на пасатот доби и Аделина Тахири. На плажа во неа врасна покрај останатите настрадали нејзиниот автомобил. Им ги покриле ознаките МК, а со спреј ги испрскале и враниците. Некои коли се кршени, мојата само е со спреј направено напред кај таблицата и позади, малце кај фарот, изгледам че немало спреј. И тоа не само мене, неколку коли тука што сме на одмор, на ова место ги направиле така. Познатата пијачка која од дете оди на одмор во туристичкото место Асправалта, каде нејзиното семејство има и вила, е згрозена од случајот. И баш се зачудив затоа што не верував дека би можело тука да биде такво нешто, ама ова е политичка работа, така да што ја не се мешам во тоа и не знам, мислам дека граѓаните што доаѓаат тука на одмор не се криви поради политичките проблеми, затоа што луѓето кои што се дојдени тука, значи се дојдени на одмор, не се дојдени дека имат некој таков проблем, затоа што ако би имале не би дошле сигурно тука на одмор. Покрај Аделина во МВР оштетување на автомобилот пријавиле уште двајца македонски државјани. Во неа под идеја на Гевгеличанец и Струмичанец им ги украле табличките. Сите тројца случајот го пријавиле и во грчката полиција. Сител токму таму денеска побара одговор дали досега успеале да пронајдат некој од уништувачите на македонски автомобили. Од грчката полиција велат не одговарале на прашања на странски новинари. This is the way that we are working with the foreign journalists. It's the press office. I don't know from this office the details that you want. Проблем со полицијата во Грција имала и Аделина Тахири. Да, го пријавив случајот и требаше да земам извештај за осигурителна компанија да однесам колата да ми ја прават. Ми рекоа да дојдам покасно отидов, ми рекоа дојди утре и веќе не отидов затоа што се вратив во Скопје, имав настап и не можам. Од почетокот на сезоната, бројката на оштетени автомобили во Грција достигна 53, од кои 37 се кражби на таблички. Најмногу проблеми имале македонците кои летувале во Ханиоти и Неапори. Во 34 од случаите оштетувањата се пријавени и кај грчката полиција, но македонското МВР досега не добило никаква информација од своите колеги за спроведена истрага. Семејство од Штип среда ноќ било ограбено во грчкото туристичко место Неа Врасна. Останале без парите и други вредни предмети и едва се вратиле во земјава. Случајот го пријавиле и во грчката полиција.
Штипско семејство среде ноќ ограбено во туристичката населба Неаврасна во соседна Грција. Крадците влегле во нивниот апартман некаде после 2 часот по полнок додека спиеле и го украле паричникот. Среќа во несреќата што го задесило ова семејство е тоа што освен парите крадците не се полакомиле по ништо друго, а и ги оставили патните исправи иако им биле на дофатна рака. Ташната беше оставена надвор, значи земано донатре, изнесено, бркано, сите работи и оставено пак надвор да стае. Значи парите сите што беа внатре, сите пари. Штипското семејство не било изолиран случај. Кражби пријавили други македонски, но и српски семејства. На македонските туристи пак за разлика од северните соседи им биле оштетени автомобилите. Имаше таа ден многу кражби и шкртање на коли. И Срби, например, ограбено имаше секакви, значи не само наши. Штипени пријавиле во полиција, но оттаму добили информација дека ќе сторат се што е во нивна моќ за да го разрешат случајот. На крајот со помош на пријателите успеале да стигнат во Македонија, но останува горкото искуство за летниот одмор кој сигурно уште долго ќе го паметат. Еден остуден убиец и уште двајца затвореници од вчера шетаат слободно откако решиле да не се вратат од слободниот викенд назад во затворот Идризово. Полицијата ги бара со потерница, а од управата на затворот уверуваат дека ќе бидат најдени и вратени зад решетки. Бојана Димитриевска со деталите. Убиец, разбойник и крадец си го продолжиле слободниот викенд и не се вратиле во затворот Идризово. Од 23 затвореници кои биле пуштени дома за празниците, не се вратиле тројца, а меѓу нив и Суат Јусуф, еден од двајцата осудени за двократното убиство кај злокуќани во 2006-та. Директорот на затворот Идризово вели дека ова не е прв ваков случај. Од 99% случаеви МВР ги враќа во затворите. Па од последниот бројка, од последните 7-8 години бројката е на 70. Затвора, не враќање од викенд, тоа се случувало и понатаму сигурно се случува. Така да, голема бројка на судни лица, законските права се не више му дозволуваат да одат на викенд да користат такви погодности. Полицијата веќе ги бара затворениците кои не се вратија во своите ќелии. Од Министерството за внатрешни работи велат дека речиси сите оние кои на ваков начин сакале да избегаат од затворот биле фатени и вратени зад решетки. Од почетокот на годинава во првите 6 месеци Министерството за внатрешни работи реализираше 33 вакви наредби издадено од казнено-поправните установи по лица кои што биле пуштени на викенд и потоа не се вратиле во затворите. Сите овие 33 лица се лишени од слобода, станува збор за лица кои што се лишени од слобода на територијата на Република Македонија и веднаш потоа вратени во казнено-поправните установи кои што ја распишале наредбата за издавање на потерница. 15 од овие случаи се реализирани на подрачјето на секторот за внатрешни работи Скопје. Јусуф е осуден на 15 години затвор за убиство, а досега одлежал 7. Еден од неговите другари од затворските ќелии, кој исто така си го продолжи викендот, треба да одлежи 9 годишна затворска казна за разбойништво, а другиот 1 година за кражби. Обвинителството за организиран криминал покрана обвинение за Паско Кузман и сите 16 приведени во акцијата Фаланга 2. Екс-директорот на Управата за културно наследство се сомничи дека е злоупотребил службената положба и овластувањата, кога надворот по стапката предвидена со закон издавал одобренија за археолошки ископувања во Делчевско и Катланово. Останатите обвинети се теретат за незаконско ископување и одземање на предмети од непроценлива вредност и нивна продажба во странство. Две жени на возраст од 46 и 35 години се повредени во несекојдневната сообраќајна незгода која попладнево се случи на крстосницата кај Судска палата и Мавровка во близина на Битпазар. Судирот се случил помеѓу возило на брзата помош во кое се возела 35 годишната патничка и возило Volkswagen во кое патувала 46 годишната жена. Жените се веднаш превезени во ургентниот центар, а екипите на МВР извршија увид на местото на настанот. И во возилото на брзата помош имало пациент кој според последните информации е во добра здравствена состојба. Колку возачите во Македонија имаат сообраќајна култура за пропуштање на возилата на брзата помош и колку пациентите се доведуваат во опасност поради несовесните шофери, во Дневникот Александар Динев разговара со представник на службата за итна медицинска помош. Александар, повели. Често се случува понекогаш и секунди да се во прашање за да се спаси нечи човечки живот.
колкава е сообраќајната култура за пропуштање на возилата од службата за итна медицинска помош и со какви проблеми речиси секојдневно се соочуваат возачите од оваа служба? Во живо во Дневникот анализираме со еден од возачите на брза помош, Игор Анчевски. Господин Анчевски, се соочувате ли со проблеми при возењето во Скопје од метежот и со какви проблеми најчесто се соочувате кога треба да интервенирате кај пациент кој е итен случај? Па се соочуваме секојдневно со проблеми, поготово по раскрсниците, по патиштата, што не пропуштаат, има возила што не пропуштаат и Дали освен во градската средина, која зборувам во централното градско подрачје, не ве пропуштаат и во околината на Скопје? Значи, се соочувате ли надвор од градот или кога е метежот, тогаш се најголемите проблеми? Па најголемите проблеми се која е во метежот во градот, тогаш така. Вие неколку години сте возач во службата за итна медицинска помош. Дали некогаш сте се соочиле со непријатна ситуација додека превезувате пациент поради големата брзина која по автоматизам ја развивате, да не идете на проблеми во сообраќајот и дали некогаш се случило и пациентот, не дај Боже, да настрада во таква ситуација? Па видете, имало и такви случаеви кога имаме уклучено сигнализација, звучна, свекаква сигнализација, свириме, никој не пропушта во сообраќајот, така свириш, никој не те пропушта. Вие по автоматизам требаат сите возачи во сообраќајот да ве пропуштаат, бидејќи сте возила со предност, но колку често се случува и додека ви е вклучена сигнализацијата и да алармирате кај учесниците во сообраќајот да не ве случуваат? Имате ли секојдневно такви случаи? Па имаме секојдневно такви случаи што уклучуваме сигнализација звучно, дури нервоза станува кај нас што не пропуштаат. Дали се случило некогаш нагло да закочите додека возите и пренесувате пациент? Па се случило, да се случило. Постои ли некој закон кој ве заштитува додека морате итно да интервенирате, бидејќи на некого животот му зависи од секунди од вас, а да не ве пропуштаат? Па може. Постои закон да не пропуштаат, ама Така, еден апел на крајот разговорот да упатиме до сите возачи, бидејќи денеска се случи еден немил настан, една сообраќајка на возило од Штипката медицинска помош. Што апелирате до останатите учесници во сообраќај? Па апелираме да сите граѓани малку покултурно да слушнат сигнализацијата на возилата на итната медицинска помош, да не пропуштаат и тоа. Благодарам за гостувањето во живо во Дневникот на Сител. Цаци? Александар Динев, навистина жално да се слушна дека македонските возачи немаат сообраќајна култура и не знаат како да се однесуваат, особено кога станува збор за пропуштање на возилата на брзата помош. На запад тоа се навистина најстрогите казни, бидејќи човечките животи се во прашање, животите на пациентите кои се наоѓаат во овие возила, да се надеваме дека контролите и кај нас ќе станат построги. Одиме понатаму. Легализацијата на земјоделски објекти се пролонгира за 1 година. Бизнис вестите се по Дневникот. Странски и домашни експерти, новинари и медиумски работници денеска дебатираа за законите за регулирање на медиумската сфера. Меѓународните експерти се едногласни дека закон за медиуми е потребен. Во Македонија мора да се регулира медиумскиот простор и да се донесе закон за медиуми, сметаат меѓународните експерти. Представници од Советот на Европа, ОПСЕ, мисијата ТАКС, едногласно ја поддржаа иницијативата после 20 години да се донесе некаков закон. Тие сметаат дека не постои единствен пример за законот, но тој мора да биде усогласен со европска регулатива. Неопходно и да се дефинира кој се може да биде новинар во Македонија, сметаат експертите. Новинар е лице кое професионално за потребите на јавното информирање врши активности на прибирање, истражување, обработка, анализа, обликување или класифицирање на информации кои се објавуваат во медиум и кое е вработено на неопределено или на определено време кај издавач на медиум или кое врши новинарска дејност како самостојно занимање слободен новинар. Има еден единствен начин на пишување на закон на медиуми или било кој друг закон. Ние ги земаме во предвид сите најдобри меѓународни пракси и ова е она што е всушност. Тоа е причината поради која што ние сме тука. Ние сме тука, значи нема потреба постојано да го измислуваме тркалот. Ако изготвувате закон за медиуми, еве погледнете ги, овие се вообичаените пракси што ги користат другите држави.
но повторно тоа е само препорака и останува на самата држава, на самата влада на таа држава, на парламентот, што тие ќе прават со таа препорака. Амандманите на Македонската асоциација на новинари денеска добија зелено светло од експертите на ОПСИ и Советот на Европа. Одман очекуваат тие да бидат усвоени од собранието. Првичната интервенција се работи за издавање нови лиценци за радиодифузерите. Ние предлагаме период од 60 дена во кој што сите радиодифузери ќе имаат можност да се прилагодат на новите законски измени и согласно тоа да направат усогласување со новите закони и да стартуваат со нормално работење со лиценци за период од 9 години од денот на стапување на новиот закон на сила. Дел од медиумските куќи сметаат дека мора да се допрецизираат амандманите околу програмското емитување и високите казни. Никаде не сретнав дека во некоја европска земја се наметнува минимум одредени проценти на одреден тип на програма. Тоа што ќе се случи? Ќе не натерате сите ние да личиме едни на други, ќе не натерате сите ние да бидеме ист тип на телевизии. Министерот за информатичко општество потенцираше дека денешната пета поред јавна расправа на законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги е само една можност да се слушнат различните забелешки и да се вметнат во амандманите со цел да се подобри законот. Новинарските здруженија треба да се борат против говорот на омраза. Денеска на дебатата за нацрт текстовите на законите за медиуми и аудиовизуелни услуги бевме сведоци токму на употреба на говор на омраза, реагираат од Македонската асоциација на новинари. Јас сум запрепастен што новинари бараат да се лиценцираат, па знаете, ако е така, ајде, ние ќе прифатиме и ќе предложиме да воведеме со некој член во законот униформа за новинарите и лента со Давидова звезда, рече Насер Салмани, председател на ЗНМ. Оваа изјава на председателот на ЗНМ е класична употреба на говор на омраза и е за осуда, реагираат од Македонската асоциација на новинари МАН, дотолку повеќе што еден од странските експерти инволвирани во изготвувањето на овој закон, кои сакаат да ни помогнат за професионализација на професијата, е евреин по потекло и се почувствувал навреден од изјавата на председателот на ЗНМ, реагираат од МАН. Странските експерти сметаат дека лустрацијата треба да се однесува на сите, а во процесот да бидат вклучени и новинарите. Здруженијето на новинари е против оваа идеја. За мнозинското здружение МАН, ваквото решение е прифатливо. Процесот на лустрација е корисен за општеството и пожелно е целосно да се спроведе. Представниците на ОПСЕ, Советот на Европа и инструментот ТАЕКС на Европската комисија со јасен став. Општеството треба да се прочисти од кодошите, а во процесот треба да бидат вклучени и новинарите. Дали е соодветно новинар да работи со тајната полиција или не? Па не е легално, туку етичко прашање тоа повеќе и не е дозволено. Ако работи тој веќе не е новинар. И мислам дека ако има такви досиеа, како граѓанин кој што исто така бил лично контролиран од тајната полиција, дефинитивно е важно да се отворат сите овие досиеа и да им се каже на луѓето кои се бил вклучен во сето тоа. Мислам дека и тоа го направивме ние во Германија, ги отворивме тие досиеа и и многу ни помогна тоа за самиот процес на повторно обединување на двете Германии. И додека меѓународниот фактор препорачува лустрацијата да се спроведе до крај и да ги опфати и новинарите, Македонското здружение на новинари останува со ист став како оној на опозицијата. Лустрацијата нема смисла, а новинарите воопшто не треба да го поминат филтерот. Целиот процес на лустрацијата ја загуби смислата. Никаде не се лустрираат новинари. Основната цел на лустрацијата беше поранешни соработници на тајните служби да не можат да бидат носители на јавни функции, вели председателот на ЗНМ Насер Селмани за Дневник. Наспроти ЗНМ мнозинската МАН има јасен став дека новинарите треба да го поминат процесот на лустрација, бидејќи влијаат на јавното мислење. Владата призна дека им платила пари на патниците кои ги возеше норвешкиот премиер. Потегот кој го воодушеви светот сепак бил добро режиран. Сонцето е еден од клучните фактори за предизвикување на рак на кожата. Лекарите во екот на сезоната советуваат многу внимателно да се изложуваме на сонце. Најмладиот случај со карцином на кожата регистриран во Македонија е 9-годишно детенце.
Секој ден на пластична хирургија оперираат по еден пациент со рак на кожата. Алармантно е зголемен бројот на случаи со ваков карцином. Ако пред една деценија меланом годишно бил диагностициран кај 50 лица, сега бројката е 3 до 4 пати поголема. Страдаат и млади и стари, и мажи и жени. Најмалиот кој бил третиран на клиниката имал само 9 години. Оваа болест најчесто се јавува околу екстремитетите, грбот, но и на челото. Малигниот меланом представува една бемка, која што ние велиме убава црна бемка, меѓутоа која што почнува да работи. Провоцирачки фактори за малигниот меланом представуваат ако се наоѓа на места каде што имаме надразнувања, значи каде што се каишите, прерамките, или исто така сончевите зраци. Македонија е меѓу земјите со доста висок процент на смртност од рак на кожата. Голем дел од пациентите на пластична доаѓале кога меланомот бил доста распространет. Според хирурзите, колку болеста се открие порано, толку поуспешен ќе биде третманот. Малигниот меланом треба да биде хируршки отстранет и на тој начин сепак се скратуваат патиштата, но не на дисеминација, туку на квалитетот, на подобрување на квалитетот на животот. Вообичаено е 2-6 години, но имаме и случаи каде што 14 и повеќе години живеат со тоа заболување. Поради зголеменото УВ зрачење, лекарите советуваат лицата кои имаат поизразени бемки без заштита да не излегуваат на сонце. Сонја Бојаджиева од Универзитетската клиника за детски болести, Благица Илиеска од Општата болница Прилеп и Ацо Димов од клиниката за детска хирургија ја предводат листата на најдобро рангираните 100 доктори за месец мај оваа година на Министерството за здравство. На листата се доктори кои ги исполнуваат соодветните критериуми за наградување според системот за плаќање по успешност со цел валоризирање на работата на оние кои најмногу се залагаат во работењето на јавните здравствени установи. Станува збор за најдобро рангираните 100 доктори за месец мај од секундарно и терциерно ниво кои се движачка сила во своите институции. Сите наградени доктори стануваат дел од клуб 100 најдобри доктори, стои во соопштението од Министерството за здравство. Тие добиваат посебно признание и паричен надоместок во висина од нето плата, во која се вклучени сите додатоци на плата на здравствениот работник за месецот за кој постигнал најдобар резултат. Најдобро рангираните доктори ќе имаат и право на дополнителна дејност во матичната институција каде работат и во останатите јавни здравствени установи. Норвешката влада призна дека дел од патниците на премиерот зеле пари за својата улога. Германија конечно се огласи за аферата шпионажа. Тврдат дека германците не биле жртви на САД. Ова е свето денеска. Во скандал се претвори намерата и желбата на норвешкиот премиер Јенс Столтенберг, приправен како таксист да го слушне мислењето на граѓаните за него пред изборите закажани за 9 септември. Дел од патниците всушност биле платени актери ангажирани од неговата лабористичка партија. За да се качат во таксито, 5 патници добиле надоместок од 64 евра. Откако за ова објавија медиумите, веста ја потврди и партијата на Столтенберг. Владата во Берлин ги негира наводите дека американската НСА спроведува програма со која ги следи телефонските разговори и имейл пораќите на германските граѓани. Вашингтон не увери дека го почитувал нашиот закон за заштита на личните податоци, изјави вчера шефот на кабинетот на канцеларката Меркел, Роналд Пофала, кој додаде дека двете земји работат на постигнување на договор за нешпионирање. Германците се кренаа на ноз и побараа објаснување од Меркел, откако Сноуден изјави дека САД масовно ги шпионирале нивните комуникации. 2 италијански планинарки загинаа во лавина при искачување на највисокиот врв во Европа, Монт Блан, додека еден е повреден. Несреќата се случила утрово околу 4 часот, соопштија спасувачите. Како на филм, од затворот во градот Сао Пауло вчера е организирано бегство. Преку зидот на слобода побегнале 54 затвореници. Бразилската полиција успеала 17 од нив да фати. На масовното бегство му претходеле немири, во кои затворениците го претепале управникот, а како заложници зеле десетина вработени во затворот. Направил планина и луксузна вила на врвот на една стамбена зграда со 26 ката во Пекинг. Кинески богаташ на своето ремек дело работел 6 години. За станарите тоа е најдрската дивоградба изградена досега. Реагираа и властите, кои на собственикот му дадоа рок од 15 дена да ја урне илегалната градба. Тој за кинеските медиуми изјавил дека тоа што го изградил не е вила, туку градина, но сепак ќе ја почитувал наредбата.
Марија Ников, повели со вестите од спортот. Добро. До почетокот на Европското првенство во кошарка остануваат уште 21 ден. Македонската репрезентација повторно се подготвува во Скопје, а на собир со репрезентативците и најискусниот Тодор Гечевски, кој во понеделникот се приклучи на репрезентацијата. Да се надеваме дека Гечевски ќе знае да ги распореди силите и ќе биде добро подготвен за надпреварите кои очекуваат нашата репрезентација на Европското првенство во Словенија. Македонската кошаркарска репрезентација е во средишницата од подготовките за Евробаскетот во Словенија. Нашите кошаркари од понеделникот се во комплетен состав, онаков како што го замислуваше селекторот Алеш Пипан, заедно со најискусниот во тимот Тодор Гечевски. Нашата селекција сега е во идентичен состав како пред 2 години во Литванија, но сега дел од играчите се поискусни и со многу повеќе одиграни важни надпревари во рацете и во носете. Доколку се оди според планот, центарот на МЗТ Скопје Гечевски во Словенија ќе треба да го игра своето 4-то европско првенство, на сите на кои настапува и Македонија. Инаку избраниците на Пипан во сабота во спортскиот центар Борис Трековски ќе играат против селекцијата на Литванија. Тоа ќе биде единствениот надпревар на Македонија на домашен терен, а до крајот на подготовките ќе одиграат уште 2 дуела со европскиот prvак Шпанија и непосредно пред европското првенство Македонија ќе настапи на турнир и во Германија. Мислам дека тој последниот дел таму во Германија ќе биде најблиската слика до она што ќе се случува во Словенија. Се уште е рано да се биде во добра форма, иако пратејќи ги настапите, мислам дека тоа делот помладите играчи се доста позрели и можат да понесат поголем терет за македонската репрезентација. Во склоп на добрата соработка меѓу ФФМ и МКФ, утре кошаркарската репрезентација на Македонија ќе биде дел од фудбалскиот надпревар пријателски меѓу Македонија и Бугарија. Како гости, нашите кошаркари ќе присуствуваат на овој надпревар. Фудбалските репрезентации на Македонија и на Бугарија по 6-ти пат ќе играат меѓу себе и сите надпревари се од рангот на пријателски. Македонија има една победа во 2001 година под водство на селекторот Ѓоко Хаџиевски со 1:0. Стрелец на голот беше Христов. Бугарија има 3 триумфи, од кој еден на последниот надпревар одигран 2006 година во Скопје, додека еден надпревар има завршено нерешено. Овој дуел е со важност, бидејќи не е sejedno на кое место ќе се завршат квалификациите за светското првенство во Бразил, а ова е последна подготовка во пресред на квалификационите дуели со Велс и со Шкотска, кои нашата репрезентација ќе ги одигра во месец септември. Ова не е последна подготовка пред квалификациите. Сите знаеме дека во квалификациите шансите за првите 2 места не се изгубени, али сепак имаме шанси за тоа трето место, што секој ќе биде, мислам дека ќе биде најголем успех од сите квалификации што поминали до сега. Бугарија ќе ни представува еден сигурно тежок противник, јак противник. Во последните години гледаме дека имат доста напредок во играта и во резултатите. Али нас баш тоа и ни требаше еден јак противник, да видиме до кај сме и да се подготвиме што е подобро за квалификациите. Ете, сите моментални напаѓачи се во одлична форма, така да ќе покажеме и ќе мислам дека ќе биде во ред. Македонската репрезентација против Бугарија ќе игра по 6-ти пат, немаме позитивен биланс, меѓутоа памети ми една победа некаде пред 12 на години. Може ли да се повтори еден успешен резултат, една победа повторно? Точно така, ова е шанса да се прекине таа негатива со Бугарија, да дојдеме до последен подолг период победа на домашен терен. Почетокот на надпреварот Македонија-Бугарија е во 20 часот и 45 минути. На светското првенство во атлетика што се одржува во Москва денеска ќе бидат поделени 7 комплети медали. Веќе завршија неколку дисциплини во трката на 20 км брз одење, светска шампионка стана Елена Лашманова од Русија пред Анисија Кирдјапкина исто така од Русија во 7 бој. Неуспешна беше Жана Мелниченко од Украина, додека второто место и припада на канаѓанката Тейси Итон. Остануваат уште да се одржат дисциплините 800 метри во машка конкуренција, 3000 стиплчес во женска, скок со стап во женска конкуренција, фрлање диска и мажите и на крајот од програмата е трката на 400 метри во машка конкуренција. Секако сите нови шампиони имате можност да ги прочитаат на нашиот веб портал sitel.com. Така, следете на sitel.com.mk, следете ни на социјалните мрежи и гледајте го второто издание на Дневникот на Сител. Следуваат бизнес вестите со Филип Момировски. Пријатна вечер. Пријатно.
Неповратните стамбени субвенции ќе ја раздвижат продажбата на станови и куќи ова есен, велат градежниците. Легализацијата на земјоделски објекти се пролонгира за 1 година. Аналитичарите очекуваат утре еврозоната да го прогласи крајот на 18-месечната рецесија. Добро вечер, јас сум Филип Помировски, ова се Бизнис вестите. Градежниците ја поздравуваат одлуката стамбените субвенции од државата да бидат неповратни и во моделот за учество. Очекуваат тоа веќе на есен да ја зголеми продажбата на станови и куќи. Градежниците од септември очекуваат драстично раздвижување на пазарот со станови и куќи. Од коморите велат дека новата промена на проектот Купи куќа, купи стан со која владините субвенции се неповратни ќе придонесе поголем број граѓани да се одлучат да купат сопствен дом. Банките не излегува на висината на задачата, така да сега веќе еден мотив повеќе да се активираат купувачите, потенцијалните купувачи. Министерот Ставревски вчера за сите објасни и низ бројки. Ако станува збор да речеме за купување на куќа, ратата месечна за кредит од 50.000 евра изнесува 330 евра. Од тие 330 евра, само 82 евра во првите 5 години ќе плаќа корисникот на кредитот, а 250 евра месечно ќе плаќа државата. Значи, сите оние фактички кои што сега плаќаат кирија, која што изнесува 100 евра, ќе можат со истите тие пари, наместо да плаќаат 100 евра за кирија, со 82 евра да си купат сопствена куќа, односно да изградат сопствена куќа. Наместо станови, граѓаните во последно време се позаинтересирани биле за купување куќа. Од градежните компании велат дека во план е изградба на цели населби на нови локалитети. Од година во година интересот е се поголем и поголем. Голем придонес во последниве, да речеме, година дена има некои кампањи и на владата, а и на општините. Да спомнеме кампањата за Купи куќа, купи стан. Исто така има веќе општините размислуваат за урбанизирање на одредени парцели државно земјиште кои би се давале за 1 евро квадрат, што значително би олеснило изградбата на индивидуални куќи. Новите измени предвидуваат средствата исплатени за учество од страна на владата од сега да не се враќаат како што е и кај мерката половина рата. На овој начин драстично ќе се зголеми поборувачката на стамбени кредити, со што голем број на луѓе ќе си обезбедат сопствен дом. СДСМ прашува која е вредноста на проектот Купи куќа, купи стан за повеќето граѓани кои само ќе го враќаат долгот преку државната каса. Ако имаме само 500 корисници на она поддршка за стан е 9200 евра. И 500 за онаа поддршка за куќа е учествувало кредитот од 15.000 евра, тоа е долг од преку 12 милиони евра, кој што ќе треба да се враќа во наредните неколку години. Која е вредноста на тие пари за оние кои што само ќе ги враќаат парите? Реакција од ВМРО ДПМН. СДСМ во нивната изборна програма предлагаа сличен проект со кој предвидуваа субвенции на кредитите за целото време на исплатата. Колку е тоа одржливо? Дополнително во неколку наврати СДСМ прашуваше зошто средствата од моделот половина учество се повратни, што значи дека тие се целосно контрадикторни, велат од партијата. Сите можат да аплицираат за овој проект доколку имаат примања под 900 евра и немаат стан. Никој не е оштетен, туку напротив се решава едно животно прашање за граѓаните кои не припаѓаат на богатата класа, стои во реакцијата. Легализацијата на земјоделски објекти се пролонгира за 1 година. Целта е да им се излезе во пресред на сите земјоделци и стопанственици кои од една или друга причина во минатото изградиле бесправни објекти, велат од ресорното министерство. Земјоделците имаат уште 1 година плюс за легализација на диво изградените објекти на земјоделско земјиште. Рокот за легализација на овие објекти, кој требаше да заврши месецов, владата го продолжи за 1 година. Заменик министерот за земјоделие Зоран Коњановски смета дека ваквата одлука ќе придонесе голем број граѓани кои имаат такви објекти да добијат комплетна документација за истите, а со тоа да добијат и вредност на нивниот имот. Минатата година кога го донесовме законот важеше само 1 година. Во рок од 1 година
80 барања беа пристигнати до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 35 се позитивно решени, значи 35 луѓе веќе се ги легализираа објектите во однос на кои се изградени на земјоделска површина, а наменети за доработка, преработка на земјоделски производи, како и штали, рибници, оранжери и така натаму, а за 45 објекти во моментот излегуваат на терен представници од Министерството за земјоделие, така да се очекува дополнително и тие 45 објекти, на тие 45 објекти позитивно да одговориме. Легализацијата на диво изградените објекти на земјоделско земјиште доаѓа како резултат на минатогодишните измени на Законот за земјоделско земјиште, со кој се создаде можност стотици објекти кои беа изградени без никаква документација да бидат легализирани, а со тоа да се реши проблемот стар околу 2 децении. Откупен центар за зеленчуки и овошји и неколку други објекти ќе бидат изградени во третата индустријска зона во Василево. Таму веќе функционираат 2 зони на чии површини се изградени 74 објекти, главно од земјоделската индустрија. Во овие неколку индустријски зони кои никнаа во последните 2 до 3 години, благодарение на владата на Република Македонија и ажурноста на градоначалникот на општина Василево, ќе можат да се вработат голем број на луѓе, ќе можат земјоделските производи од струмица да добијат дополнителна вредност. Ме радува фактот што видовме откупно дистрибутивни центри, центри за доработка и преработка и центри кои понатаму ќе бидат дел од проширувањето на конзервната индустрија. Општина Василево нема да застане овде, значи веќе сме во фаза на изработка на урбанистички план за нова индустријска зона, која исто така треба да биде со таа намена, откупно дистрибутивни центри. Со улеснување на продажбата на земјиштето по 1 евро, намалување на комуналните со 5%, наместо претходно да вложуваме средства, ние одиме директно веќе што можеме да ги пласираме во преработувачките капацитети. Во Тетовско почна изградбата на прва термоелектрана на биогаз во земјава. Инвеститорите велат дека ќе биде меѓу 10 најсовремени во Европа. За прв пат во Македонија од денес започува со градба термоелектрична централа на биогаз. Компанијата ВЗ Шари од Тетовски Требош ја гради централата Електрошари со која самостојно на алтернативен начин ќе произведува електрична енергија. Мекет инвестим. Со ова инвестиција вредна околу 5 милиони евра од кокошиното ѓубриво и другите отпадоци ќе се овозможи производство од 1 мегават електрична енергија на час. Алтернативното создавање на електрична енергија ќе помогне во зачувувањето на животната средина. Исто така инвестицијата ќе придонесе за нови вработувања и економскиот развој на регионот, посочија представниците на владата на денешното поставување на камен темелник. Еден од приоритетите на Министерството за економија е енергетскиот сектор. Тоа значи привлекување на инвестиции токму во овој домен. Ова ќе го направи Македонија да биде пилот или водеч во регионот во овој домен. Владата на Република Македонија сака и дава поддршка на секоја иницијатива преку голем број на политики што ги носиме како влада со цел да стимулираме како домашни, така и странски инвестиции. Централата се гради на имотот на компанијата ВЗ Шари, каде се наоѓаат капацитетите за производство на прехранбени продукти. Еврозоната во вториот квартал за прв пат ќе забележи економски раст, откако 6 квартали поред беше во пат. Ова го предвидуваат аналитичарите пред утрешното објавување на официјалните резултати од Евростат. Според проценките, во вториот квартал бруто домашниот производ на еврозоната ќе порасне за 0,2%, со што ќе се стави крај на најдолгата рецесија од Втората светска војна. Растот во еврозоната, која е најголема извозна дестинација на Македонија, се очекуваше уште на крајот на јули заради подобрувањето на германската и француската економија. Тоа беше се во Бизнес вестите, имајте пријатна вечер.